Предизвиците од енергетската криза да ги претвориме во можности наместо постојано да бараме нешто од Европа. Ајде да зборуваме за можностите и што ние како Западен Балкан можеме да и понудиме на Европа. Премиерот Христијан Мицкоски испрати јасна порака од Македонскиот енергетски форум 2026 дека регионот може годишно да понуди 1/5 од потребите за струја на Европа, бизнис вреден 26 милиарди евра, што е повеќе од номиналниот БДП на неколку земји од регионот. Можат во овој момент да понудат отприлика годишно производство од 260 терават часови нови производни капацитети во делот на обновливата енергија. 260 терават часови. Или ако ова го помножиме со некој, да речеме, 100 евра по мегават час, тоа значи дека ние на годишно ниво можеме како Западен Балкан да акумулираме бизнис кој што и е потребен на Европа. Е само 1/5 од потребите на Европа. Вреден 26 милиарди евра. Кога на тоа ќе се додадат средствата потребни да се изградат овие капацитети, кога на ова ќе се додадат инвестициите во дистрибутивната и преносната мрежа, слободно оваа бројка триплирајте, порача Мицкоски. Министерот за животна средина Мухамед Хоџа, кој го отвори настанот, побара за брзана зелена транзиција на регионот. Денес не зборуваме само за стратегии, зборуваме за безбедност, стабилност и квалитет на животот на граѓаните. Нашата цел е јасна: повеќе чиста енергија, помалку загадување и поголема отпорност. Евроамбасадорот Рокас порача дека регионот има на располагање 6 милиарди евра, од кои најголем дел се за енергетска трансформација, и честита на Македонија за освојувањето на стратегијата и планот за енергетика и за напредокот во правичната транзиција. За Македонија особено приоритетни се реформите кои опфаќаат усвојување на законодавството за обновливи извори, со што енергетската ефикасност и фондовите за истата ќе станат оперативни. Да усвои подзаконски акти како и транспортирање на пакетот за енергетска електрификација, но истовремено да ја зголеми довербата на јавноста и заштитата на ранливите категории. Форумот е еден од најзначајните настани во областа на енергетиката и одржливиот развој во регионот. Од него, според организаторите, треба да произлезат и заклучоци кои нема да бидат значајни само за регионот, туку ќе придонесат и кон пошироките меѓународни дебати за климатските политики и енергетската транзиција.